Благодарам, председателе. Драго ми е, почитуван министер, што овој амандман се прифати и така во видоизменет формат со обезбедување на 5 милиони денари. 5 или 6, колку? 5, добро кажав, 5 милиони денари, кои што ќе се употребат за изградба на кружен тек на влезот на Мислешевски пат на селбата. Тој кружен тек е од насушна потреба за луѓето кои што живеат во населбата Мислешевски пат и сите што гравитираат на магистралниот пат од Охрид према Струга кој води до границата со Република Албанија, затоа што со изградба на таков кружен тек ќе се намалат сообраќајните несреќи кои што се случуваат, да речам, секојдневно на оваа раскрсница која што вкрстува локален со магистрален пат, и изградбата на овој кружен тек ќе го регулира сообраќајот на помеѓу овие два патишта и ќе се намалат, како што кажав, сообраќајните несреќи и ќе се намалат жртвите кои што во изминативе години имавме многу жртви, така да со изградба на тој кружен тек ова ќе се стопира, бидејќи претходно пред неколку години исти ваков кружен тек се изгради на влезот на Струга, кој беше раскрсница помеѓу магистралниот што води на кај Република Албанија и магистралниот пат Струга-Дебар. На таа раскрсница се изгради исто така кружен тек и можам да кажам и да констатирам дека после изградбата на кружниот тек сообраќајните несреќи веќе не постојат, да речам, нема сообраќајни несреќи и од тогаш имаме спасено и се спасија многу животи со изградбата на кружен тек. Со надевам дека и со овој кружен тек тоа ќе е случај и ето ние како пратеници ќе помогнеме за да ги заштитиме граѓаните од немилите настани. Морам да кажам дека истиот амандман беше прифатен и претходно, дали со буџетот 2019, дали со буџетот 2020 година, истиот амандман или сличен за изградба на кружен тек кај Мислешевски пат беше прифатен од страна на владата, но понатака во реализацијата се потврли, односно кружниот тек не се реализира и затоа сме пак на истата појдовна точка, каде што ево обезбедуваме повторно средства за истиот кружен тек, кој што се надевам дека во оваа година ќе се реализира изградбата на овој кружен тек. И ето тука да апелирам, како што кажа и заменик министерот, дека средствата ќе одат кон единиците на локална самоуправа, да апелирам до градоначалникот на општина Струга да овој проект се реализира конечно и да сите заедно како што кажав, да помогнеме и да ги спречиме немилите настани што се случуваат на оваа раскрсница. Она што сакаме да кажам понатака околу останатиот дел на амандманот во кој се предвидуваше и реконструкција на Моројшкиот мост, ето доколку се нема средства во сега да се обезбедат, јас понатака со ребалансот, со буџетот за 2023 година ќе го барам и овој амандман повторно, доколку не се предвидат средства поинаку, да се обезбедат средства, затоа што и реконструкцијата на тој мост е вистинска потреба за граѓаните на Струга. Благодарам.